Денес не зборуваме гласно. Денес зборуваме длабоко, зашто се што трае се вкоренува. Собрани сме на место каде времето не поминува, туку се впива. Каде чекорите на генерации не исчезнуваат, туку стануваат патокас. Каде соништата не се само лични, туку се продолжение на нешто поголемо, подлабоко, постаро од нас. Нашето училиште не е само зграда од зидови и прозорци. Тоа е жив коренов систем, тивок, но моќен. Систем што се разгранува низ времето, што храни, што чува, што обстојува. Корен што не дозволува да се изгубиме. Корен што постојано не враќа онаму од каде што сме дошле. А длабоко, најдлабоко во тие корени, таму каде што тишината зборува најсилно, стои светлината на браќата Кирил и Методи. Не само како имиња на историјата, туку како почеток на нашата мисла, како глас на нашиот јазик, како прв чекор на нашата писменост. Тие не создадоа само букви. Тие создадоа мост меѓу човекот и словото, меѓу тишината и мислата, меѓу душата и изразот. Во време кога зборот бил привилегија, тие го направија право. Во време на темнина, тие запалија светлина што се уште гори. Од нивната визија се роди писмото. Од нивната храброст идентитетот. Од нивната вера траењето. Нивната мисија не беше само духовна. Таа беше човечка, длабока, вечна. Тие не го подарија само јазикот. Тие ни дадоа начин да постоиме. И затоа, секој наш збор денес, секоја мисла, секоја напишана буква, носи дел од нив. Секој дете што учи, секој глас што чита, секоја мисла што се изразува е продолжение на нивното дело. Корените не се гледаат, но тие носат се. Го носат јазикот, обичајот, песната, молитвата. И онаа тишина полна со значење. Тишина што не молчи, туку памети. Тие корени не се само под нас. Тие се и во нас. Има луѓе што не заминуваат никогаш. Тие остануваат во зборот, во погледот, во приказната. Македонската жена е токму таква. Таа не е само глас од минатото. Таа е жив сведок на времето, на животот, на љубовта и болката. Во нејзините зборови ќе ги пронајдеме нашите корени. Оние што не учат да издржиме, да сакаме и да не забораваме. Слушајќи ја, можеби ќе не потсети и на нашите баби, и на топлината што ни ја оставиле. Еј, чедо, ако ме заборавиш, не ќе ме боли мене, ќе ја заборавиш земјата. Јас сум таа што чекорела боса по камен, што песна пеела кога созата немала глас. Во овие раце не држев злато, туку држев традиција. Оро, играв кога се радував, играв кога тагував, играв за да преживеам. Не ми викај стара, старо е само она што се заборавило. А ти, ако еднаш се фатиш за оро, нема да се пуштиш лесно. Оти тоа не е круг, тоа е живот. Во секој чекор има нечие име. Во секој тапан нечие срце чука. Не слушаш ли? Тоа предците зборуваат.
низ земјата, низ прашината што ја газиме, без да ја прашаме колку солзи впила. Јас паметам, кога куќите беа сиромашни, а душите богати. Кога лебот се делеше на 4, ама песната беше за сите. Ние не живеевме лесно, чедо, ама живеевме вистински. Се смеевме гласно, плачевме без срам и знаевме дека човек без корен е како дрво без сенка. Оваа земја ме научи да стојам исправена и кога ветерот ме крша. Ме научи дека човек не се мери по годините, туку по спомените што ги остава зад себе. Кога ќе заминам јас, немојте да палите свеќа само за мене. Запејте, фатете се за раце, заиграјте. Така ќе знам дека не сум исчезнала, дека сум се претворила во чекор, во песна, во оро што продолжува. Оти додека игра орото, никој не е сам. Uma orizada, e vem que a
Кога младите зборуваат, светот за миг запира. Затоа што во тие зборови нема маски, има само вистина. 3 млади срца, 3 чисти гласови, ќе ни кажат нешто што ние често го забораваме. А тоа е дека љубовта кон корените не се учи, таа се чувствува. Нивните стихови ќе не допрат таму каде што зборовите ретко стигнуваат, право во срцето. Секој чекор што го правиме е продолжение на нечии чекори пред нас. Орото не е само игра, тоа е пулсот на времето. Ритамот што не поврзува со оние што одамна чекореле по истата земја. Сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму Вардар земја милува, денот таму со песна почнува, таму е мојата фамилија. Што да кажам, малку е, срце вгради ќе ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. И да пеам, малку е, срце вели дома врати се, има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Пази што ли ветуваш, таму секој на секој верува, таму збор е вреден како грош, еј таму нема човек лош, таму збор е вреден како грош, еј таму нема човек лош, таму љубов сказна пишува, со полни гради се вдишува, со солзи мајка ме очекува, таму бело со песна вечнува. Што да кажам, малку е, срце вгради ќе ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. И да пеам, малку е, срце вели дома врати се, има само еден лек за
неговите раце се крие голема иднина. Во детските насмевки надеж што не познава граници. Овие најмлади изведувачи можеби се уште ги прават своите први чекори, но токму тие чекори водат напред, кон нови времиња и нови приказни. Тие се нашата иднина и нашето продолжение. Со леснотија, со радост и со искреност што не може да се одглуми, децата ни покажуваат дека животот е движење. Нивниот ритам не е само игра. Тоа е срцебиење што не потсетува дека корените растат, се шират и никогаш не запираат. Гледајќи ги, ќе се потсетиме колку е важно да останеме поврзани со себе, со другите, со она што сме. Свири ја бисер балкански, брани да ми излечи до мене. Браќа балканци, носталгија ги изгори во мисли, меланхолија во срце, Македонија цел живот, кона робија е тоа, е историја Седам во кафана, пијам вино, ракија, како солна рана. Боли зошто замина, да не видам тебе, мамо, да си кушнам браќа тамо, да си видам земја своја родена, родена. Одам преку океани, животот ме гани, патувам низ овој свет, како брод од оригами, за проклети пари, осуден да потоне. Таму немам тој, таму немам никој свој, да ме чека, да ме праша, да сум стигнал сигурно. Таму немам кој, таму немам никој свој, да ме чека, да ме праша, да сум стигнал сигурно. Не може со пари да се попуни врат, таа празнина од душе не подкуплива. Тамо каде што не гушат има и стуку ги пак. Само една ти е дом, само една ге те приме, ге те прегрне безусловно. Правам пари, али ти ми фалиш стари, ми фалат твоите не се кучи коментари. Ко паднеш, дојди дома каде и да стигнеш, тамо нема кој да те погледне, не па да те дигне. Одам преку океани, животот ме гани, патувам низ овој свет, како брод од оригами, за проклети пари, осуден да потоне. Таму немам кој, таму немам никој свој, да ме чека, да ме праша, да сум стигнал сигурно. Таму немам кој, таму немам никој свој, да ме чека, да ме праша, да сум стигнал сигурно. Стиснете ги тревките, неа ќе изцедите, наслонете се врз каменот, името ќе и го чуете. На овој даб името ќе ти го напишам, дождовите да го симнат, жените в земја да ги напоиш. На овој рид ќе те оставам и кога ќе заминам, пак да те гледам голема.
Ете ја таа проста земја, од воличен камен и сонце. О, ете ја таа проста земја, од грч и од чекање, што ги научи звездите да шепотат на македонски. Понекогаш, за да разбереме нешто вистински, треба да го видиме, да го почувствуваме, да го проживееме. Драматизацијата ни го дава токму тоа. Можност да зачекориме во минатото, да ги слушнеме неговите гласови и да ги разбереме неговите пораки. Но најважно, да научиме како тие пораки да ги понесеме со себе, напред кон иднината. Денес е прочка. Ден кога луѓето си простуваат, се прегрнуваат и го чистат срцето. Но во денешно време некои почнуваат да забораваат. Секогаш истото. Прости ми, па прости ми. Зошто мора баш денес? Не знам, ама кај нас дома сите го прават тоа. Мајка ми вели без прошка срцето останува тешко. А јас си мислев, тоа се само зборови за постарите луѓе. Па добро де, ке кажеме, прости ми. И во ред ли е тоа? Чеда мој, ве слушам, но не е во ред. Не е во ред ако зборот
не доаѓа од срцето. Кога бев мала, мојата мајка ме држеше за рака на овој ден и ми велеше: не барај прошка заради обичај, туку заради љубов. Но денес неа ја нема. Но секогаш кога велам прости ми, како да ја слушам повторно. Традицијата не се само зборови и обичаи. Таа се спомените на оние пред нас. Ако ги заборавиме, како ќе знаеме кои сме? А кога ќе се заборават корените, тишината зборува најгласно. Јас сум прошката. Јас сум љубовта. А јас сум споменот и традицијата. Без нас ќе се изгубите. Што се случува? Зошто исчезнуваат? Зашто секој заборавен обичај е еден пресечен корен. Бабо, не сакам да исчезна. Не сакам да исчезне тоа што си ми го дала. Прости ми што не слушав, што мислев дека не е важно, што ги отурнав нашите корени. И јас грешев, се смеев на старите обичаи. Не сваќав дека во нив живее љубовта на нашите предци. Не смееме да си дозволиме да се заборават. Простено да ви е, чеда мој. Секој што искрено бара прошка, повторно расте. И кога срцето ќе се отвори, корените повторно оживуваат. Ние сме тука. Се додека се сакате, се додека простувате, ние ќе живееме. И јас барам прошка, да ги чуваме нашите обичаи. Прости ми, простено нека е. Човекот без корени е како дрво без земја, но човек што простува, секогаш ќе најде пат да расте. Да не ги забораваме корените. Да ги чуваме љубовта, Прошката и нашите традиции. Зашто корените живеат во нас. Постојат моменти кога трудот станува видлив, кога посветеноста добива свое име, а успехот своја награда. Ова не е само чин на доделување дипломи. Ова е признание за вложениот труд, за упорноста, за вербата во себе. Ја покануваме директорката на училиштето, господја Кети Димкова, да ви се обрати и да им оддадеме чест на учениците кои со својата работа покажаа дека корените не се само наследство, туку и одговорност да се расте, да се напредува и да се биде пример. Почитувани наставници и колеги, драги родители, баби и дедовци, а најважно од сите, драги наши ученици. Со особена чест и голема радост ве поздравувам на оваа свечена приредба, посветена на успехот, трудот и талентот на нашите ученици. Денес сме собрани овде не само да доделиме дипломи и признанија, туку и да ја прославиме силата на знаењето, истрајноста и желбата за напредок. Ова е ден кога ги славиме малите умови кои со својот труд, љубопитност и посветеност покажаа дека успехот секогаш доаѓа
како резултат на работа, дисциплина и верба во сопствените можности. Нашето училиште од секогаш било место каде што се негуваат знаењето, креативноста и надпреварувачкиот дух. Но најголемата вредност на едно училиште не се само учениците и книгите, туку учениците кои со своите постигнувања го прават училиштето гордо и препознатливо. Во текот на оваа учебна година нашите ученици учествуваа на бројни училишни, регионални, општински и државни надпревари, освојувајќи награди, дипломи и високи признанија. Секој освоен резултат е доказ дека трудот секогаш се вреднува. И секоја диплома што денес ќе биде врачена е символ на вложената работа, истрајност и желба за успех. Драги ученици, вие сте гордоста на нашето училиште. Со секој освоен поен, со секоја награда и секое ваше учество, покажувате дека младите луѓе имаат огромен потенцијал кога веруваат во себе. Запомнете, не е најважна само победата, туку храброста да се обидете, да учите и секој ден да бидете подобра верзија од себе си. Почитувани наставници, ви благодарам за вашата посветеност, трпение и неизмерна поддршка. Вашата работа не се мери само преку оценки и резултати, туку преку инспирацијата што им ја давате на учениците да веруваат во своите способности и да чекорат сигурно кон својата иднина. Драги родители, ви благодарам за довербата и поддршката што секојдневно им ја давате на вашите деца. Успехот на учениците е заеднички успех на семејството, на училиштето и наставниците. Само заедно можеме да создадеме генерации кои ќе бидат образовани, одговорни и успешни луѓе. Почитувани присутни, денес ќе ги наградиме учениците кои покажаа особени резултати на училишните надпревари и ќе ги истакнеме нивните успеси на останатите надпреварувања. Нивните постигнувања нека бидат инспирација за сите ученици, дека со труд, знаење и упорност секоја цел е достижна. Затоа, со голема чест, преминуваме на најсвечениот дел од оваа приредба, доделувањето на дипломите и признанијата на нашите најуспешни ученици. Да започнеме со најмалите, учениците од прво оделение. На математичкиот електронски надпревар ПИ-ден пофалници освоија Ана Донева и Илија Илиев. Трета награда освои Јаков Коцев. На новогодишниот електронски надпревар по математика Илија Манасиев освои втора награда и Мила Стојчевска прва награда.
Второ оделение. На новогодишниот електронски надпревар по математика втори награди освоија Андреа Симонов и Кристијана Трајчева. На електронските надпревари по математика Димитри Арсов освои трета награда на Пи денот. Наум Живков втора награда на новогодишниот и пофалница на Пи денот. Богдан Наумов, прва награда на новогодишниот и пофалница на Пи денот. Константин Салтиров, втора награда на новогодишниот и трета награда на Пи денот. Георги Русев, прва награда на новогодишниот и втора награда на Пи денот. Кирил Ѓорчев, први награди на новогодишниот и на Пи денот. Трето оделение. На електронскиот новогодишен надпревар по математика трети награди освоија Иван Стојковски и Марко Нацев. Втори награди освоија Иван Петков, Теона Димов, Андреја Јакимова, Ива Ефремова, Викторија Митрушева, Марио Величков, прва награда освои Анисија Данаилова. Лара Маркова освои на новогодишниот електронски надпревар по математика втора награда и на ликовен конкурс по повод месец на книгата прво место. Четврто оделение. Кристијан Данев на новогодишниот електронски надпревар по математика освои трета награда. Филип Ѓошевски на општински надпревар по математика по фалница. Клара Тодоровска, општински надпревар по математика, втора награда.
Андреј Струков по математика освои 3-та награда на општинскиот и пофалница на регионалниот надпревар. Теодор Банов по природни науки освои 3-ти награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Филип Петков по природни науки освои 3-ти награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Лана Наковска по природни науки освои 1-ва награда на општинскиот и 2-ра награда на регионалниот надпревар. Филип Наумов општински надпревар по природни науки по фалница, новогодишен електронски надпревар по математика 1-ва награда, литературен конкурс по повод патрониот празник на општинско основно училиште Гоце Делчев 2-ро место. Леонид Ацевски 2-ра награда на општинските надпревари по математика и природни науки, регионални надпревари по природни науки 3-та награда, математика по фалница. Михаил Николов општински надпревари по математика 2-ра награда, природни науки 3-та награда, регионални надпревари по математика 2-ра награда, природни науки 3-та награда. Ана Марија Трајчева училиштен надпревар по англиски јазик 1-во место. Општински надпревари по математика 1-ва награда, природни науки 3-та награда. Регионални надпревари по природни науки 1-ва награда, математика 2-ра награда. Новогодишен електронски надпревар по математика 2-ра награда. Победа. Јана Арсова освои 1-во место на училишните надпревари по математика и природни науки, општински надпревари по математика 1-ва награда, природни науки 2-ра награда, регионални надпревари по природни науки 2-ра награда, математика 3-та награда. Бојан Павловски општински надпревари по природни науки 3-та награда, математика по фалница, регионални надпревари по природни науки 3-та награда, математика по фалница, новогодишен електронски надпревар по математика 2-ра награда. 3-то место на ликовните конкурси по повод месецот на книгата и по повод патрониот празник на општинско основно училиште Гоце Делчев. Ликовен конкурс по повод патрониот празник на градот Свети Николај по фалница. Петто оделение. Михаил Станков освои 1-во место на училиште надпревар по англиски јазик. Саша Зафирова училиште надпревар по англиски јазик 1-во место. Нина Ефремовска општински надпревар по математика 3-та награда. Благојче Гроздевски училиштен надпревар по англиски јазик 1-во место, новогодишен електронски надпревар по математика 1-ва награда. Повели Благојче. Тео Саздов по математика освои по фалници на општинскиот и на регионалниот надпревар. Повели Тео. Може ли кутијата да ми ја дадете? Дајте ми, многу ми е ниско. Теодор Коцев по математика освои 3-та награда на општинскиот и по фалница на регионалниот надпревар. Теодор Коцев по математика освои 3-та награда на општинскиот и по фалница на регионалниот надпревар. Ако кажу, се извинува.
Марко Марков по природни науки освои 3 награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Дамјан Павлевски по природни науки освои 3 награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Честитки. Вероника Арсовска по природни науки освои 3 награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Вероника, честитки. Ива Коцева по природни науки освои 3 награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Марко Доневски по природни науки освои 2 награда на општинскиот, 3 награда на регионалниот надпревар. Честитки, Марко. Јана Стојчева по природни науки освои 2 награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Честитки. Андреј Тошев по природни науки освои 1 награда на општинскиот, 3 награда на регионалниот надпревар. Честитки. Јоаким Колев по математика освои 1 награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Честитки. Бисера Дачева по природни науки освои 1 награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Честитки, Бисера. Антонио Донев, општински надпревар по природни науки по Фалница и 2 награди на регионалните надпревари по природни науки и математика. Честитки. Елена Манева по математика освои 1 место на училишниот надпревар и 1 награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Литературен конкурс по повод месец на книгата 2 место. Честитки. Ведран Јанев, општински надпревари по математика 1 награда, природни науки 2 награда. Регионални надпревари по математика 1 награда, природни науки 3 награда. Честитки. Магдалена Конева, општински надпревари по математика 1 награда, природни науки 3 награда. Регионални надпревари по природни науки 1 награда, математика 2 награда. Ликовен конкурс по повод патрониот празник на градот Свети Николај по Фалница. Честитки. Андреј Андонов, 2 награди на општинските надпревари по математика и природни науки. 2 награди на регионалните надпревари по природни науки и математика. 2 место на ликовните конкурси по повод месецот на книгата и по повод патрониот празник на општинско основно училиште Гоце Делчев. Лукијан Наков освои 1 место на училишните надпревари по англиски јазик, математика и природни науки. Општински надпревари по математика и природни науки 1 награда, англиски јазик 2 награда. 1 награди на регионалните надпревари по природни науки, математика и англиски јазик. Државен надпревар по англиски јазик 2 награда. Ликовен конкурс по повод патрониот празник на градот Свети Николај по Фалница. Литературен конкурс по повод месец на книгата 3 место. Новогодишен електронски надпревар по математика 1 награда. Честитки. Шесто одделение. Лана Јованова освои 1 место на литературен конкурс по повод месец на книгата. Мија Коцева, општински надпревар по италијански јазик 3 место. Честитки. На регионалниот надпревар по музичко образование вокална интерпретација освоија 1 награда Ведран Иванов. 2 награда Лина Златев.
Трета награда Јана Добрева. Честитки. Стефанија Саздова, ликовен конкурс по повод месец на книгата, второ место. Литературен конкурс по повод патрониот празник на градот Свети Николај, трето место. Честитки. Марија Пеов, по природни науки освои трета награда на општинскиот и втора награда на регионалниот надпревар. Честитки. Елена Николова, по природни науки освои прва награда на општинскиот и втора награда на регионалниот надпревар. Честитки. Јована Ефтимова, по природни науки освои прва награда на општинскиот, втора награда на регионалниот надпревар и ликовен конкурс по повод патрониот празник на градот Свети Николај, трето место. Честитки. Василий Стоилов, училиште надпревар по техничко образование и информатика, прво место. Општински надпревари по природни науки, трета награда, математика по фалница. Регионални надпревари по природни науки, втора награда, математика по фалница. Лазар Андроников, општински надпревари по природни науки, прва награда, математика по фалница. Регионални надпревари по природни науки, втора награда, математика, трета награда. Државен надпревар по математика, трета награда. Честитки. Теодосија Крчаковска освои прво место на училишните надпревари по француски јазик и природни науки. Општински надпревари по природни науки, трета награда, математика по фалница. Регионален надпревар по природни науки, прва награда. Честитки. Илина Јованова, општински надпревари по италијански јазик, второ место, природни науки, трета награда, математика по фалница. Втори награди на регионалните надпревари по природни науки и математика. Трето место на регионалните надпревари по македонски јазик, италијански јазик и државен надпревар по математика, трета награда. Честитки. Јаков Трајчев, училиште надпревар по историја и општество, прво место. Општински надпревари по математика, прва награда, англиски јазик, втора награда, природни науки, трета награда. Регионални надпревари по природни науки и англиски јазик, први награди, математика, трета награда. Втори награди на државните надпревари по англиски јазик и математика. Ученичката Јана Коцева освои прво место на училишните надпревари по македонски јазик, англиски јазик, италијански јазик, математика, географија, техничко образование и информатика. Општински надпревари по математика и англиски јазик, прва награда. Италијански јазик, прво место. Географија, второ место. Природни науки, втора награда. Регионални надпревари по англиски јазик, прва награда, италијански јазик, прво место, географија, второ место. Природни науки и математика, втори награди. Македонски јазик, трето место. Државни надпревари по англиски јазик, прва награда, италијански јазик, трето место, математика по фалница. Учество на континенталната рунда на меѓународниот надпревар по англиски јазик ХИПО 2026. Честитки, Јана. Седмо одделение, Кристијано Данаилов освои по фалница на општински надпревар по географија. Филип Донев, општински надпревар по хемија по фалница. Андреј Панев, општински надпревар по биологија, трета награда.
Магдалена Малинова, општински надпревар по италијански јазик, 3-то место. Честитки. Слободан Илјов освои пофалници на општинските надпревари по географија и хемија. Честитки. Илија Нацевски по биологија освои 3-та награда на општинскиот пофалница на регионалниот надпревар. Бисера Тасева по биологија освои 2-та награда на општинскиот, 3-та награда на регионалниот надпревар. Ања Игњатов по биологија освои 3-ти награди на општинскиот и на регионалниот надпревар. Андреј Величков, општински надпревари по биологија, 3-та награда, хемија пофалница. Регионални надпревари по биологија, 3-та награда, хемија пофалница. Честитки. Михаела Зафировска, општински надпревари по италијански јазик, 2-ро место, биологија, 2-та награда, математика пофалница. Регионален надпревар по биологија, 3-та награда. Честитки. Илина Ѓорчева освои 1-во место на училишните надпревари по математика и физика. Општински надпревари по математика, 1-ва награда, биологија и хемија, 2-ри награди. Регионални надпревари по биологија и хемија, 2-ри награди, физика, 3-та награда. Математички електронски надпревар ПИДЕН, 1-ва награда. Литературни конкурси по повод патрониот празник на Општинско основно училиште Гоце Делчев, 1-во место и месецот на книгата, 2-ро место. Честит. Ева Тосева освои 1-во место на училишните надпревари по англиски јазик, француски јазик и историја. Општински надпревари по биологија и хемија, 2-ри награди, англиски јазик, 3-та награда. Регионални надпревари по спелување француски јазик, 2-ро место, физика, 2-та награда, музичко образование, вокална интерпретација, 2-та награда, хемија, биологија и англиски јазик, 3-ти награди, македонски јазик, 3-то место. Честит. Јована Науновска освои 1-во место на училишните надпревари по македонски јазик, англиски јазик, италијански јазик, географија, биологија, хемија, техничко образование и информатика и граѓанско образование. Општински надпревар по биологија и хемија, 1-ви награди, италијански јазик, 1-во место, математика, 3-та награда. Регионални надпревари по биологија и физика, 1-ви награди, хемија, 2-та награда, математика пофалница. Државен надпревар по италијански јазик, 1-во место, а воедно и државен првак. Литературен конкурс по повод месец на книгата, 1-во место. Честит. Осмо одделение. Бисера Карадаковска освои 2-та награда на регионален надпревар по музичко образование, вокална интерпретација и 3-то место на литературен конкурс по повод месец на книгата. Честит. Кирил Славев по биологија освои 3-та награда на општинскиот, 2-та награда на регионалниот надпревар. Јована Јованова, општински надпревари по биологија, 3-та награда, хемија пофалница. Регионален надпревар по биологија, 3-та награда. Нина Рисафова освои 1-во место на училишните надпревари по граѓанско образование и историја. Општински надпревар по англиски јазик, 2-та награда, регионален надпревар по македонски јазик, 3-то место. Честитки, Нина.
Ана Ладева, училиште надпревар по италијански јазик прво место. Општински надпревари по италијански јазик прво место, хемија трета награда, регионален надпревар по хемија по фалница. Михаил Давков, училиште надпревар по математика прво место. Општински надпревари по математика и биологија втори награди, географија трето место, хемија трета награда. Регионални надпревари по биологија прва награда, хемија трета награда, математика по фалница. Александар Динев освои прво место на училишните надпревари по македонски јазик, англиски јазик, француски јазик, математика, географија, физика, хемија и биологија. Општински надпревари по биологија прва награда, географија второ место, англиски јазик втора награда, хемија трета награда. Регионални надпревари по француски јазик прво место, биологија и хемија први награди, географија второ место, англиски јазик трета награда, македонски јазик трето место, физика по фалница. Државен надпревар по географија трета награда. Честитам. Деветто оделение. Нина Стојанова прво место освои на ликовен конкурс по повод патрониот празник на Општинско основно училиште Методи Митевски Брицо, Лозово. Дамјан Стоев, училиште надпревар по историја, прво место. И тоа е за тебе. Матеј Ангелов, општински надпревар по географија, трето место. Бисера Крчаковска, ликовен конкурс по повод месец на книгата, прво место. Честитки, Бисера. Јована Салтирова на надпреварите по музичко образование, вокална интерпретација освои прва награда на регионалниот и втора награда на државниот надпревар. Благоја Тодоров по англиски јазик освои втора награда на општинскиот, трета награда на регионалниот надпревар. Јована Зафирова, ликовни конкурси по повод патрониот празник на градот Свети Николај, второ место, месецот на книгата, трето место. Јована. Даријан Данев освои прво место на училишните надпревари по граѓанско образование, иновации и историја. Даријан, честитки. Лаура Димковска, училиште надпревар по италијански јазик, прво место, трето место на општинските надпревари по географија и италијански јазик. Стефанија Игњатова, училиште надпревар по македонски јазик, прво место, општински надпревар по биологија, втора награда, регионални надпревари по биологија, втора награда, македонски јазик, трето место. Анастасија Серафимова, општински надпревар по биологија, трета награда, хемија по фалница, регионални надпревари по биологија и хемија, втори награди. Памела Костовска освои прво место на училишните надпревари по француски јазик и географија.
Општински надпревари по биологија 2 награда, хемија 3 награда, математика и географија по фалници. Регионални надпревари по француски јазик 2 место, биологија и хемија 2 награди, физика и математика по фалници. Вања Зафировска освои 1 место на училишните надпревари по италијански јазик, математика и биологија. Општински надпревари по математика 1 награда, италијански јазик 1 место, биологија и хемија 3 награди. Регионални надпревари по биологија, математика и хемија 3 награди, македонски јазик 3 место. Државен надпревар по математика 2 награда. Учество на јуниорската математичка македонска олимпијада. Огнен Арсевски освои 1 место на училишните надпревари по англиски јазик, физика и хемија. Општински надпревари по биологија и хемија 1 награди, англиски јазик 2 награда. Регионални надпревари по биологија и физика 1 награди, информатика, англиски јазик и хемија 2 награди. Државни надпревари по англиски јазик 2 награда, информатика по фалници. Честит. Нашето училиште, како и секоја година и оваа година, распиша ликовен и литературен конкурс по повод патрониот празник на училиштето на тема Корените, врска со минатото, патоказ кон иднината. Прво место на литературен конкурс во категорија од 6 до 9 одделение освои ученикот Лука Апостолов од 9 одделение од Општинско основно училиште Даме Груев. Второ место Ана Ладева, 8 одделение, Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. Трето место Јована Ефтимова, 6 одделение, Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. Трето место Ања Игњатов, 7 одделение, Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. На литературниот конкурс во категорија од 2 до 5 одделение прво место освои ученикот Андреј Андонов, 5 одделение, Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. Второ место освои Ангела Јосифова, 5 одделение, Општинско основно училиште Гоце Делчев. Трето место освои ученичката Марија Ѓорчева од 2 одделение, Општинско основно училиште Гоце Делчев. Наградени ученици од ликовен конкурс по повод патрониот празник на тема Корените, врска со минатото, патоказ кон иднината. Категорија од 6 до 9 одделение прво место освои Бисера Крчаковска, 9 одделение. Второ место освои ученичката Јована Зафирова од 9 одделение. Јована. Трето место ученичката Теодосија Крчаковска од 6 одделение. Теодосија. Во категорија од 1 до 5 одделение прво место освои ученичката Јосипа Славков од 4 одделение од Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи.
Второ место Сара Паневска, 5-то оделение, Општинско основно училиште Гоце Делчев. Второ место Ана Глигоров, 4-то оделение, Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. Трето место Бојан Павловски, 4-то оделение, Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. Трето место Ангела Димова, 5-то оделение, Општинско основно училиште Гоце Делчев. Еве оттуда. Да. Нека оваа вечер остане запаметена како вечер на успехот, гордоста и младоста. Продолжете да сонувате, да учите и да верувате во себе, затоа што токму вие сте иднината на нашето општество. Ви благодарам. Понекогаш, за да разбереме нешто вистински, треба да го видиме, да го почувствуваме, да го проживееме. Драматизацијата ни го дава токму тоа. Можност да се чекориме во минатото, да ги слушнеме неговите гласови и да ги разбереме неговите пораки. Но најважно да научиме како тие пораки да ги понесеме со себе, напред кон иднината. Види, додека се врти вртеното, како да се врти и времето. Баба ми велеше, не преди навечер, ки си ја заплеткаш судбината. А мојата велеше, не везеш без крст, да не ја оставиш среќата незаштитена. А јас растев со звукот на разбојот. Мајка ми рече, додека ткаеш, не секарај. Во платното се памети. Јас сум коренот што тивко расте под земја, што ја држи земјата да не се распадне. Под туги чекори, под заборав, под времињата што минуваат. Јас сум коренот што не се гледа, но без него ни дрво, ни сенка, ни плод. Додека стојам јас, ке стои и името, ке стои јазикот, ке стои и домот. Затоа света е мојата работа. Конецот не е само конец. Тој врзува генерации. Не сум само конец и платно. Јас сум мајка, вткаена со трепеливи раце и будно срце. Јас сум љубовта, што се чува за празник. Во мене е болката, што не се кажува гласно. Затоа платното не се остава на земја. Се верува, ќе ја навредиш кутњата среќа. Јас сум солзата, која капнала врз платното. Јас сум насмевката, што блеснала на свадба. Ги носам годините, ги носам обичаите, ги носам со ништата на многу жени пред мене. Кај нас велеа, ако девојка не знае да везе, не знае ни да чува спомен. А секој бод е молитва. Во мене е песната, во мене е огнот, во мене е Македонија, облечена во тишина и гордост. Не прашувај кои сме, фати се за рака. Во орото ќе разбереш како срцата чукаат заедно. Во чекорот ќе запомниш дека никој не оди сам.
Додека орото се врти, ние траеме.
Ви благодариме што вечерта бевте дел од ова патување низ времето. Патување што не потсети кои сме и каде одиме. Да ги чуваме нашите корени, да ги негуваме и да ги пренесуваме. Затоа што токму тие не прават тие што сме. Со срце полно емоции и со мисли насочени кон иднината. Ви посакувам убава вечер, до нова средба.